Новинарството се појавува во 17 век во различни форми и облици, но како и во многу други професии, во тоа време жените немале пристап. Местото на жената било во домот. Сепак во историјата ќе биде испишано името на Клер Холингворд, бестрашна воена репортерка која со само 7 дена работно искуство во реномираниот британски Дейли Телеграф заминала на границата меѓу Полска и Германија, известувала за несекојдневното присуство на артилерија и оклопни возила. Со реченицата војната почна, прва ја објавила веста за почетокот на Втората светска војна. Клер одоцна известувала од многу воени жаришта, и тоа од Турција, Египет, Алжир, Виетнам, па дури и од Палестина. Од тогаш се е поинаку. Во последните години може да се каже дека жените се повеќе присутни во медиумите. Новинарската професија е една од најстресните и најнебезбедните професии. Известување од воени места, од демонстрации, од места погодени од природни катастрофи. Секогаш жените се поголема цел и поголем таргет, многу помалку се охрабруваат нападјачите да се закануваат на мажи. Мојот случај, што може би е малку екстремен, како одењето во војна, немаше кој да ми обезбеди основна заштитна опрема, без која што и не важи таа акредитација. Новинарите се честа мета на онлайн напади, изложени на јавен линч, вербално и физички. Ако го гледаме онлайн просторот, се забележува дека трендот на напади врз новинарките е нешто поизразен отколку врз новинарите. И тоа ни говори за таа родова дискриминација во која што вире или живе дел од ова општество, па дел од оние кои што се земаат за право да ги напаѓаат новинарите и новинарките преку социјалните мрежи или преку други мрежи на онлайн просторот, очигледно покажуваат никаков сензибилитет за тоа што значи родова еднаквост. Минатата година, заедно со Сдруженијето на новинари на Македонија, универзитетски професори, новинари, изготвивме фактички приречник за онлайн закани кон жени новинарки и тука ги имаме објаснато постапките како треба да се постапи доколку некоја новинарка или новинар, се разбира важи за двата пола, има закани преку социјалните мрежи. Меѓународните организации се најмасовни во борбата за безбедност на новинарките. УНЕСКО идентификуваше и имплементираше низа начала во борбата против нападите. Обединетите нации тоа го апострофираа во низа резолуции. When we talk about women journalists' safety and all journalists' safety, there's of course not one solution to how to best protect them. And as an international organization, Women Press Freedom and the Coalition for Women in Journalism, the advantage that we have is that we can see global trends, regional trends, and we know what's happening on the ground due to our research and reporting that we do on every single case that we get to, but also because we help journalists on the ground in emergency situations, with legal aid, with any kind of thing that you might think of. Иако јавниот сервис секогаш има во предвид родовата еднаквост, сепак истражувањата покажуваат доминација на жените водителки или репортерки, но не секогаш и секаде. Што мислите за идејата еден фудбалски надпревар да биде коментиран од жена? Ако некој си стручен за тоа, да, нека го работи, без разлика дали е маж или жена. Ние имаме и женски фудбалски судика. Еднаквите права се клучни за одржување на мирот и на демократијата. Денес, степенот на демократија се мери според степенот на родовата еднаквост. Борбата за основните човекови права не престанува.